Што му пишувале осомничените во рекет на Зоран Заев? Дали премиерот знаел за измуната на пари која се вршила од Орце Камчев? На овие прашања јавноста одговор нема да добие. Оти не се знае каде е телефонот на Заев, што премиерот го смени откако излезе скандалот со руските пранкери. Ова се совпаѓа со периодот кога беа притворени Боки 13 и Зоки Кичеец. Каде е телефонот? Алфа праша, но од владата не ни дадоа одговор. Од обвинителството пак ни рекоа дека немало потреба да се одземе неговиот телефон. Од досегашниот тек на истрагата во ниту еден момент не се јавија индиции за било каква вмешаност на лицето за кое прашувате, од каде пак би излегла потребата за одземање и проверка на неговиот мобилен телефон. Дека политичари од власта се вмешани во рекет, сомнежи има од самиот старт. Истите стана уште поголеми кога лаверите објави разговор во кој Боки 13 директно го споменува Заев како човекот кој знаел многу работи. Во истиот разговор Јовановски му гарантира на Камчев дека премиерот нема да прави проблеми. Утре се гледам со него. Со Дејан? Не пре, со Жаре. Гледа си? Сузуки? Видиш. За. Мислам дека он нема да прави така да мислам, само тоа ти треба си кажеш ми кажеш. Знам ја што збори он. Знам што сум зборил со него за тебе, што не знае никој. Алфа побара одговор и зашто толку време Јанева беше на слобода, ако се знае дека во телефонот на Боки 13 била пронајдена фотографија од поранешната специјална обвинителка со 50.000 евра. Од обвинителството велат дека истата била пронајдена при вештачење на телефонот. Инаку се уште не е закажано рочиштето за оценка на обвинителниот акт за рекет. Од судот за Алфа велат дека се уште трае рокот за приговори.